Намалувањето на 5% ДДВ за струја беше направено на предлог на владата на СДСМ и тоа беше со одреден план до 1. јануари 2023 година, кога пак ќе биде по повластена стапка, меѓутоа не од 5, туку од 10%. Ова денес во Пробишти пуште еднаш го потенцираше премиерот Димитар Ковачевски, коментирајќи го предлогот на пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ за задржување на стапката на ДДВ на струја на 5%. Најпрви на ДДВ-то на електрична енергија според закон треба да биде 18%. Намалувањето на 5% беше направено на предлог на оваа влада и тоа беше направено со одреден план до 1. јануари 2023 година, кога пак ќе биде по повластена стапка, меѓутоа не од 5%, од 10%. Премиерот Ковачевски уште еднаш потенцираше и дека до крајот на месецов треба да се утврди новата цена на струјата, но таа нема да значи ценовен струен удар за граѓаните. И со оглед на пресметките кои што веќе се предадени на регулаторна комисија за енергетика, како и на пресметките кои што ги прават другите учесници во енергетскиот пазар, според првичните анализи сметам дека нема да има ценовен шок за граѓаните, особено од првиот и од вториот тарифен блок, тоа се оние граѓани кои што повеќе штедат и помалку трошат електрична енергија. Третиот тарифен блок ќе биде со можеби мала промена, додека четвртиот тарифен блок оние граѓани кои што многу трошат електрична енергија, која што си ја плаќаат нормално електрична енергија, бидејќи можат да си приуштат да плаќаат повеќе електрична енергија заради своите потреби, таму цената на електрична енергија ќе биде зголемена. Во однос на долговите за неплатена струја на државните институции, Ковачевски денес истакна дека тие ќе бидат целосно платени, а приоритетни се здравствените установи. Таа ќе биде платена со оваа прераспределба од страна на владата, со префрлање соодветно на финансиските средства. Тоа пред се однесува на здравствените установи и на други установи кои што извршуваат витални функции. Со цел да обезбедиме нивно непречено функционирање во услови кога цената на електричната енергија на слободниот пазар е 10 пати поголема од она што била во предкризниот период.